Се уште не е пристигната жалбата со предметот за Теодора Ристовска до Апелационен суд Гостивар. Ова следува од како пред 2 недели тетовското обвинителство побара поголема казна за возачот Менсур Пајазити, кој во 2022 година ја прегази Теодора Ристовска преминувајќи на пешачки премин. Ваквата одлука пак на обвинителството доаѓа по одлуката на тетовскиот судија Елведин Ферати, кој го осуди Менсур Пајазити на 2 години затвор. Од основното јавно обвинителство Тетово тогаш се произнесоа и кажаа дека со оглед на тоа што во претходната постапка за овој настан во ниту еден момент обвинителството не се согласило со 2-годишната затворска казна. Надлежниот јавен обвинител смета дека сепак има простор за корекција на санкцијата. Јавниот обвинител одлучил да искористи законската можност и да побара од Апелацискиот суд Гостивар да ја прииначи казната во повисока. Согласно вашето барање ви известуваме дека за наведениот предмет во Апелационен суд Гостивар се уште не е доставена жалбата од основното јавно обвинителство од страна на основниот суд Тетово. Предходно судскиот совет пак се повика на член од Законот за кривична постапка, кој се однесува на забраната за менување на полоша. Првиот човек на советот, Александар Камповски, во анализа веќе кажа дека се очекува да се испитува работата на апелација, но откако ќе заврши целиот процес, за кој се очекуваат и жалби на пресудата. Согласно законите, Камповски вели дека повторно судење за Теодора може да има во случај да се утврди кривичното дело на одредени суди и обвинители кои носеле одлуки за овој судски случај. Менсур Пајазити во 2022 година нанесе смртни последици на 22-годишната Теодора Ристовска во Тетова. Апелација му е приначи првичната пресуда од 3,5 на 2 години со образложение дека Менсур Пајазити бил семеен човек, изразил каење и немал претходни кривични дела. Судијата Ферати од Тетовскиот суд само е потврди пресудата од апелација. Во пресудата, судскиот совет не најде правни пропусти.